слушнеме една музичка номера да прашаме нешто, нели, и Пеце овде. Вие рековте на почетокот дека имате гостувано на низ секаде во нашиот свет, а ќе ни кажете, нели, целта малце поопширно што сте гостувале на секаде. Кој е Пеце? Поточно е исто така, како што рече Јонче, кој е Пеце Атанасовски? Па видите, јас како што реков дека од првата генерација на танец и со гајдата во Радио Скопје сум од 47-та година и тогаш кој формирав и оркестар од народни инструменти, кој е народен белег на Македонија, заради тоа што народните инструменти, народните ора, заедно со носијата и сите наши целиот наш народ, па и мислам дека и нашиве драги гледачи од Радовиш и Радовишко, кои ние му се дивиме, се гордееме со народната носија како народен белег, исто и песната и музиката од овој крај. Секако, можда некој знае дека јас сум и еден од основачите на Долненскиот фестивал. Директор на Долненскиот фестивал. Така да, уметнички директор. Така да тамо секоја година имаме луѓе, мислам представници на сите наши региони во Македонија. Некогаш и пеев малку, меѓутоа гласот не ми е многу во ред. Не сум за песна. Толку е дарбата за тоа, а инаку со гајдата има многу награди, на многу концерти учествувано, но и во светот и кај не со дека. Имаме едно прашање до Пеце Атанасовски. Да го слушнеме прашањето. Па така ме интересира добро студина гајда, а така татко ми се свири, јас не се занимавам со гајда, па да видам, да го питам како е почнал да научи најлесно, да ми така просто да го питам. Како најлесно да научи. Кој се најдел со гајдата да се научи да свири и така. Имате друго прашање? Старомодерни инструменти, лесно се свири, а малку и тешко се свири. А дали имате друго прашање? Па тоа ми е најбитно, и татко ми е свирил, и он го оценил татко ми како прво место е имал во битува така, и јас до него добро познавам, а он сигурно не познава, и така, да го питам, кој му е најлесниот момент да се научи на гајда да свири? Ви благодариме, пријатно до вас. Пријатно. Видете, тоа е лесно. Желбата победува секогаш. Али начинот на свирење, прво треба инструментот да биде добар. Секако дека овде во Радовишко имате многу добри гајди. Гајдата ако е исправна, на човекот што има желба, не само она што го учи од другиот човек треба да го научи прво, но мислам без орламентика. Чисто свирење и после пак тоа се навежбува. Не е голема филозофија, меѓутоа желбата победува секогаш. И ми е задоволство да слушам вака и една убава критика за оние што го прават тоа негативното, што треба да зема поука од она што треба да биде и она што го сакат народа. Видите, јас сакам прво да ги поздравам гледачите и слушателите од село Габревци, па и пошироко од овој регион одовде. Секако сакам да речам дека Габревската носија е темна, можеби од најарните носи во Македонија. Исто така и песните и традицијата, се сеќавам пред 23-6 години со покојниот Живко Фирфов, кога избиравме за Илинденски денови и за Балканскиот фестивал, јас сите години сум како селектор за избирање на наши групи, пејачи, инструменталисти и така натамо. Габревци прв пат со столните и орото што го направивме на лице место тогаш да се играт малце и да се пее, заради тоа што столните во тоа време служеа за вода. Водата баш тогаш беше во проект
кога се пуштија во селото, а водата се носеше многу оддалеку во селото Габревци. Па исто така можам да речам и за Инјево, и за други села овде, и многу групи, и сакам да му пожелам успех и понатаму да се негува народното. Меѓутоа сакам збор два да кажам и за ново компонираната песна. Не е на одмет. Се што се раѓа, за се има песна. И за камено има песна. Меѓутоа, ова што рече Јончев не пред тоа. Денеска сите се композитори, денеска сите стана и пејачи, и свирачи, и се. Треба да имат, меѓутоа, ипак треба да постои некоја селекција и да не го наградуваме она традиционалното македонско наше, што ние се гордееме како наш културен белег. Сакам да го прашам Петя Атанасовски. Повелете? За 1961 година, да се подсетиме малку наназад. Тога мислам дека имao добиено и голема награда. Тоа беше во Италија. Дали беше тоа во Неапол, може да не подсети господинот. Тоа беше во Сицилија. Во Сицилија ли беше? Да. А тога мислам дека имаше многу гледачи. Палермо. Молам? Градот се викаше Палермо. Палермо беше. Колку имаше тога и гајдачи, колку имаше соберено? 1800. Значи од 1800 вие бевте прв, мислам. Не јас. Македонската гајда. Јас сум свирач на гајдата. Инаку македонската гајда. Точно е тоа. Видете, тоа е доста одамна, меѓутоа на голема чест за нашиот народен инструмент. И навистина ја не се осеќам така, секогаш го зборувам тоа. Ја ја свирам гајдата, да. Меѓутоа македонската гајда е доби наградата. Дали се сеќавате на Миле Коларов? Да. Дали тој присуствувал таму? Не. Не присуствуваше? Не. Миле Коларов беше многу добар инструменталист, кавалџија, како ретко што може да биде. Можам да речам, се уште таков кадар немаме. Жал, имаме одлични инструменталисти, меѓутоа Миле Коларов беше еден изврсен инструменталист, тој беше во мој оркестар уште од 51 година. Со Миле Коларов, јас мислам, се познам, тој беше во Китка свиреше, така? Да, во Драчево. И во Танец, од основањето на Танец беше во Танец, па во Радио Скопје, во оркестарот и така. И свиреше во сите културно-уметнички друштва. Тој се смета како прва виолина за кавало, така ли? Точно. А вие сте прва виолина за гајдата? Не, има доста. Има, ама вие сте доање на македонската гајда, тоа треба да го признае Македонија. Така, во право сте, Пеце, да. И само едно прашање, дали сте свиреле вие на шкотска гајда? Имам свирано на многу различити гајди, исто и на шкотска. Шкотската гајда е посиромашна со тонови од нашата гајда. А инаку, видите, во шкотска, за ваше сознание и за слушателите и гледачите, сакам да ви кажам дека шкотите и енглезите, нив, ако му речеш за гајдата, нивна гајда лошо или нешто, но тогаш си најголем непријател. Не тие многу го ценат тој инструмент и го потребуваат и во војни, и во стражи, и во радости, и во се. Меѓутоа, нивната гајда, тие манипулираат само со 5 тона. А нашата гајда има 9 тона. Дали доаѓаат сега, мислам, на школување од таму, од шкотска кај нас тука во Македонија? Па видите, овај курс што го имам ја во Тешево 28 години со покојниот Живко Фирфов, сега со Миле Брзанов и Десковски Благоја, доваѓаат многу, имат околу 12.000 од целиот свет, од сите континенти дојдено на тој курс. Има многу оркестри, многу
свирачи на гајди, и шкотланџани, и енглези, и французи, американци, јапонци и од секаде, од цел свет. Дали тоа беше се? Па, за сега имаше многу да разговараме, да ослободиме, да се јават некои други. Ви благодариме. Ви благодарам посебно на вас, мајсторе. Браво, браво. Ајде, пријатно.